Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Никола Груевски не само што лично договарал кеш во милиони евра, не само што се примале кеш пари во ВМРО ДПМН по налог на лидерот Груевски, не само што стамбената треска, која што почна од премиерот Груевски со 4 стана на име на неговата мајка, е проширена кај неговите високи владини функционери, министри, пратеници, телохранители. Сите тие, за време на владењето на ВМРО ДПМН, како што знаете, успеале да се стекнат со станови среде Скопје, окупирајќи дури цели згради. Денеска ќе обелодениме дека тоа не е се, дека тоа е само мал дел од она што го работат Груевски и ВМРО ДПМН зад грбот на граѓаните. Денеска ќе објавиме официјални докази како ВМРО ДПМН, начело со Никола Груевски, предизборно, во 3 месеци до распишување на претседателските избори годинава, дошле до имот на име на партијата од неверојатни над 1.600.000 евра. Груевски и ВМРО ДПМН дошле до станови, деловни простории, земјишни парцели, каде што стигнале низ цела Македонија. Во само неколку дена, во месеците ноември, декември и јануари. Еве докази. Ова се катастарски листови на имоти, чиј што собственик станала владеачката партија ВМРО ДПМН. Вкупно се 15 имотни листови, ќе ги добиете сите. На 20 ноември 2013 година, во само еден ден, вредноста на стекнатиот имот на ВМРО ДПМН според овие документи е над 300.000 евра. Стан во Берово, со помошни простории во вкупна квадратура над 110 метри квадратни, по пазарна вредност од околу 45.000 евра. Станови во Велес, во вкупна квадратура од околу 130 метри квадратни и над 100 метри квадратни, по пазарна вредност од околу 150.000 евра. 3 деловни простории во Скопската општина Аеродром, со вкупна квадратура од 72 метри квадратни или пазарна вредност од околу 110.000 евра. Еден ден подоцна, на 21 ноември 2013, ВМРО ДПМН во Кавадарци дошло до стан вреден околу 70.000 евра. Еден ден подоцна, на 22 ноември 2013 година, Груевски и ВМРО ДПМН станале собственици на 2 деловни простора во Струмица од по 50 метри квадратни во пазарна вредност од околу 150.000 евра. Или само во ноември 2013 година ВМРО ДПМН дошла до имот од околу половина милион евра, до станови и деловни простории вредни околу 500.000 евра. Да видиме што уште им успеало на Груевски на ВМРО ДПМН еден месец подоцна. Во декември, во еден ден, на 23 декември 2013 година, станале собственици на станови, деловни простории, земјишта во вредност од фантастични околу 800.000 евра. Во Кисела Вода, Груевски и ВМРО ДПМН дошле до деловен простор од околу 90 метра квадратни и стан според пазарните цени на чинење по квадрат од околу 190.000 евра. Во Аеродром, во истиот ден, станале собственици на 2 деловни простории од по 40 метри квадратни со гаражи за околу 150.000 евра. Во Радовиш имале потреба од куќа во вкупна квадратура од 165 метри квадратни и плюс 87 метри квадратни, што според пазарните цени чини околу 90.000 евра. Во истиот ден, 23 декември, се стекнали со стан во Виница во вредност од околу 27.000 евра. Не е ова се. Во Охрид, Груевски и ВМРО ДПМН станале собственици на 2 деловни простора од 90 метри квадратни и 33 метри квадратни, на атрактивна локација во градот, по вкупна пазарна вредност од неверојатни над 300.000 евра. Партијата на Груевски имала потреба и од деловен простор во Таринци, по цена на чинење од околу 20.000 евра. Имот од околу 800.000 евра на име ВМРО ДПМН во само еден ден во декември. И сега да видиме што правеле Груевски и ВМРО ДПМН во јануари, точно на месец до распишување на изборите.
На 3 дена по нова година, на 3 јануари 2014, станале собственици на деловен простор во Штип од 150 метри квадратни по пазарна вредност од 225.000 евра. На 20 јануари дошле до стан во Петровец од 25.000 евра и до имот во Пробиштип од 100 метри квадратни вреден 50.000 евра. 3 дена подоцна, на 23 јануари 2014, во Пехчево се стекнале со стан со помошни простории во вредност од околу 30.000 евра. Во јануари 2014 Никола Груевски и ВМРО ДПМН станале собственици на недвижен имот од околу 300.000 евра. Или за 3 месеци, ноември-декември 2013 и јануари 2014 година, Никола Груевски и ВМРО ДПМН се стекнале со станови, куќи, деловни простори и земјишта низ Македонија во вредност од над 1.600.000 евра. Почитувани граѓани, СДСМ во ноември, во време кога Груевски и ВМРО ДПМН на големо го проширувале партискиот имот, го обелодени ревизорскиот извештај во кој што е изразена резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи на ВМРО ДПМН, подпишани лично од Никола Груевски. Институциите до овој момент не мрднаа со прст да постапат по овие наводи на ревизорите. Се молчи и за финансискиот извештај на ВМРО ДПМН за изборите во 2011 година, која што покажа финансиска дупка на оваа партија од 3.500.000 евра. ВМРО ДПМН, кој што во 2011 година имала долг од 3.500.000 евра, денес, само 3 години подоцна, како во феодализмот, станува собственик на што ќе стигне во Македонија. Те прашувам, Никола Груевски, како ти успеа само на тебе, на твоите функционери и на ВМРО ДПМН да се богатите во границите што ја надминуваат секоја разумна логика? Со честност ли се купува Груевски имот од над 1 милион евра во само 2 дена или имот од над 1.600.000 евра за 3 месеци? Или со примања кеш? Го повикувам премиерот Никола Груевски веднаш да престане да се крие, да излезе пред македонската јавност и да ги признае сите финансиски скандали во кои што е длабоко влезен и тој лично и тесната група околу него. Потоа да замине од власт и да ги ослободи и граѓаните и државата од товарот што поради него го носат на плеки 8 година поред. Ви благодарам. Повелете прашање. Повелете. Еве вака. Прво, од документите кои што вчера ги објавивме, јасно се гледа печатот на ВМРО ДПМН, потписот на овластеното лице, името и презимето на донаторот, се гледа датумот кога е направена донацијата и сумите. Напоменувам, тоа се случувало додека ВМРО ДПМН и Никола Груевски се власт. Тие треба да одговорат за валидноста на печатот, кој тоа има право да го користи, потенцирам додека се тие власт. Тие треба да ги дават одговорите. Прашањето е дали до ден денеска со вакви печати продолжува кешот или ги користат според нив оригиналните печати за да продолжи кешот во државата. Второто прашање апсолутно е невистина. Секој ден сме повеќе од транспарентни за нашата намера. Целосно сите активисти на СДСМ се насочени кон мотивирање на што е можно поголем број на гласачи да излезат на изборите. Само на тој начин ќе се испрати силната порака за анулирање на системската контрола која што власта има врз гласачите. Секој ден со овие криминали се обидуваме да мотивираме колку што може, што повеќе граѓани кои што се секојдневно под пресија на власта да се одважат и да знаат дека повеќе не е дозволиво да се гласа за премиер вовлечен во крупни криминали, кои што секако најавуваат многу лоша иднина на сите. Целосно сме во кампања во која што сме убедени дека ќе има пресврт на резултатот на 27. Каква институционална разместа очекувате особено за аферата со
Јас и вчера дадов одговор, еве денеска ќе го потврдам тоа. Ние не сме Северна Кореја. Ние сме Република Македонија, која што се наоѓа на европскиот континент, која што практикува европска регулатива, верификувана во нашиот парламент. Разврската е, прво, повлекување на Никола Груевски од премиер. И тоа е апсолутно јасно секаде во секоја земја која што сака да се нарече демократска земја. Целта е Никола Груевски повеќе да не биде премиер и да не продолжи да нанесува вакви непоправливи штети врз Македонија. Институциите на системот, кои што се целосно под контрола на Никола Груевски, веќе гледаме дека не презимат ништо. Продолжуваме до крај да апелираме, да превземат конкретни активности и действија, за кои што се должни, доколку не, знае Изврлевски, соучесништво е ова, што го прави. На крајот, меѓународниот фактор мора да се вклучи. Ние немаме намера да индицираме Украина, Босна или не дај Боже, уште полошо тоа. Ние сме убедени дека правни разврски во ова наша Македонија мора да има. Дај Боже тоа да биде со нашите институции на системот, кои што до денеска сите гледаме дека не превзимат ништо. На крајот меѓународните институции мора да се инволвират и да предизвикат конечно разрешување. Сите денеска во Македонија знаат дека после ова, кое што беше јавна тајна за сите, а сега ја обелоденивме, Македонија нема да биде иста. И едно јасно, ваков премиер повеќе не може да биде премиер. Повелете. Во кој случај нема да ги признаете резултатите од изборите? Единствено, каде што ќе има прекрашување, констатирање на системската контрола на власта, притисоци, закани, уцени и слично, која што не потврдува минимум фер демократска атмосфера и регуларни избори, тогаш опозицијата ќе ги разгледува сите други варијанти. Само во такви случаи, без разлика на исходот на резултатот. И во случај Социјалдемократскиот сојуз да изгуби, и во случај Социјалдемократскиот сојуз да победи, се работи за фер шанса да гласа секој граѓанин онака како што мисли, а со тоа опозицијата да се бори на политичкиот амбиент во државата. Тоа што секој ден е достапно веќе во јавноста преку Сивил и преку многу други граѓани, апсолутно е најава дека власта своите валкани раце не ги крева и од избирачкиот процес. Тоа целосно го следиме со сите правни служби и апсолутно нема да алиментираме никогаш повеќе кражба на гласови, системска контрола, притисок, уцени, закани и купување на гласачи. Други прашања, повелете? Господине Заев, во едно од вашите интервјуа рековте дека се соочувате со закани. Какви закани сте наложили? Апсолутно реков на еден од медиумите, немам намера да кажам детали од проста причина. Немам намера да сејам страф. Ме гледате исправен, гордо, директно. Ќе отворам се пред јавноста, заради тоа што Македонија заслужува. Тоа е и обврска и право на опозицијата, да ја соопшти се на јавност. Заев е сега повикан како председател на опозицијата, но јас верувам дека тоа би го направил секој граѓанин кој што си ја сака Македонија. И апсолутно ниту закана, ниту притисок, ниту било што може да ме исплаши или да ме запре во борбата за надежна, добра, демократска и слободна Македонија.